Расипан телефон во владата, премиерот зборува едно, неговите владени колеги друго. Дали Зоран Заев напишал неуставна владина програма? Според него вработувања по етнички клуч биле неуставни, но според неговите коалициони партнери, токму такво нешто стоело во програмата на владата, која беше изгласана од пратениците во собранието. Ниту причини, ниту потреба да развиваме посебно етнички политики заради тоа што прво се неуставни. Затоа што граѓаните се еднакви, еднаквоста мора да биде застапена. За разлика од зборовите на Заев, министерот за економија Крешник Бектеши вели дека владата ќе ги помага приватните компании да вработуваат луѓе од малцинските заедници, бидејќи такво нешто стоело во владината програма, договорена меѓу ДУИ и СДСМ. Според зборовите на Бектеши, субвенционирањето ќе започне од следната година. Та мерка е измислена на таков начин што ќе ги повика и охрабри приватните компании да користат таква помош. Ние и во владината програма, која е програма договорена меѓу СДСМ и ДУИ, заедничка програма со која ќе функционираме овие 4 години, тоа е предвидено на таков начин и секако дека ние тоа ќе го реализираме како влада. И вице-премиерот за економски прашања контра зборовите на премиерот, Фатмир Битиќи, кој е кадар на СДСМ, не потврди дека ќе имало субвенции, но порача дека ќе имало дебата на оваа тема. Секој едно прашање заслужува одговор, но заедничкото решение ќе го најдеме на масата во влада. Да видиме што се идеите на сите страни, на крај да ги прашаме стопанските комори, да ги прашаме синдикатите, да ги прашаме самите граѓани што мислат околу тоа прашање и да видиме кое е решењето. Околу изјавата на Заев побаравме став од Артан Груби, кој прв ја промовираше оваа мерка на новата влада, но сепак засега одговор од првиот вице-премиер не добивме.